Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 80-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за развивање на една кошаркарска традиција, која што денес е синоним пред се за посветената тимска работа, која во дадениот временски период во САД била именувана како Showtime, составена од додавањата на Magic Johnson и под кошот на доминацијата која што е воспоставувал Карим Абдул-Џабар, односно доаѓањето на младиот кошаркар кој што е желен за прстени и титули и ветеранот кој е на залезот на кариерата, но мотивиран да ја подобри својата игра со доаѓањето на новелијата во тимот, создавајќи доволно силен противник на Бостон Селтикс за конечно да може да конкурираат за титулите кои што ги добивале година за година. Станува збор за играната кошаркарска ТВ серија посветена на подемот на династијата на Лейкерс кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години, која гласи Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. А на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете Greenbeard со Creatures of the Night и Burns Like Basket Weave. Тоа се две композиции на нивното ново студиско издание именувано како Variant. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Остин, Тексас, свират пред се пустински рок-н-рол, односно комбинација помеѓу стонер рок, моќни рифови и хеви дисторзии, така што овој пустински призвук од Остин, Тексас, Greenbeard на најдобар можен начин го долавуваат, што ќе може да се уверите и во наредната композиција Get in the Car, No Time to Explain, така што немаме дополнително време за образложување и уживајте во Greenbeard. А доколку сакате да знаете како се гради империјата на Лейкерс, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понера од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за угатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Завко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 80-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветено на ТВ серијата Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, која е спортска мелодрама создадена од страна на Макс Воренстайн, односно него го знаеме како авторот, односно сценаристот на Терор, Minority Report ТВ серијата и сценаријата на долгометражните Годзили во последниот период кој што се издадени, и Джим Хект, односно него го знаеме како авторот на Ice Age 2. Серијата се базира на книгата Showtime, Magic Kareem Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s од Джеф Перлман, а продуцирана е за HBO, кои што во последниот период имаат некое затишје на серии пред да им започне House of the Dragon во август и четвртата сезона на Westworld. Меѓутоа актуелни се со The Time Traveler's Wife, Somebody Somewhere, The Baby, We Own the City, како и третата сезона на Бери, а во најава се The White House Plumbers, The Last of Us и Irma Web. Не сум некој си љубител на нивниот мозечки метод на емитување, знам дека се најголемиот кабелски оператор во историјата, ама емитувањето на недела за недела на серии за кои нема со кого да се дебатира, не знам колку е од полза, тоа функционира за екстра популарните, меѓутоа не за и подзенемарените како што беше Winning Time, буквално маргиналецот андердогот на HBO. Иако се доволно долги епизодите, добивате здрава едночасовна доза, нели? Меѓутоа предолго се развлекува гледањето. Имено содржи 10 едночасовни епизоди кои почнаа да се емитуваат на 6 март и завршија на 8 мај, што значи дека ја гледав цели 2 месеци, започнувајќи дури и трет за малку. Точно е дека најповолно е да се ја соберете цела и да се ја пуштите во неколку наврати, преполовена или во 3 дена, ако не како мене да ја гледате по една епизода неделно. Не сум поворник на тој метод на емитување, но кога се нема избор и радозналоста е голема, и тоа е повеќе од колку што заслужуваме. Во серијата станува збор за доаѓањето на Ирвинг Magic Johnson, купувањето на првиот руки од страна на Лейкерс на драфтот, чин кој паралелно се
одвива со купувањето на Lakers од страна на Джери Бас, кој што го гледа потенцијалот на форумот и сака да приреди незаборавни забави за сите посетители на славните гости во публиката, за да има распродадени карти уште пред почетокот на сезоната во иднина, иако го запознаваме во период во кој седно им било на посетителите кој ќе игра кај езерчиите со оглед на тоа што NBA не била популарна како што е ден денес. Magic е човекот кој е потребен за ревитализирање пред се на тимот, кој се темели на искусниот ветеран Карим Абдул-Џабар, кој филмаджиите го знаат во таа фамозна сцена од Airplane, кој го пилотира авионот, всушност сцена која што исто така се реферира и во оваа серија, ама џабе искуството ако не може топката да дојде до неговите раце за да го направи тој фамозен негов хорок. Тука Magic си ја наоѓа својата функција во тимот со оглед на тоа што е сестран играч кој го бива буквално на секоја позиција. Надвор од теренот постојано сме подсетени на борбата за себе докажување на човекот кој доаѓа од малото местенце во големиот град и е вовлечен во гламурот на градот со лудиот живот и кој што го поседува, посебно во 80-тите. Неговата животна сопатничка е Куки, ама мора неколку пати да раскине со неа за да се освести што губи, а во Лос Анџелес го чека живот исполнет со старлети, орги, најразлични дивења кои што си доаѓаат со славата, за која секогаш насмеаниот кошаркар е роден, затоа што има огромна желба за себе докажување на своите способности во и вон теренот. Негов опонент е Лери Бърд, кој што исто така е руки на драфтот со кого ги вкрстуваат патиштата на школската лига пред се, па кога ќе го облекува тој дресот на ветеранот на Бостон Селтикс, Magic го носи дресот на Лейкерс, кој Бостон нема баш намера да се откажат од титулите кои што претходните години ги освојуваат. Се развива едно огорчено ривалство помеѓу нив. На теренот Magic мора да научи дека нема пред се пријатели, дека тоа е бојно поле на кое се гине со соборците. Дестабилизирана е клупата на Лейкерс, кои што патат од застарените методи пред се на тренерот, кој го заменуваат двајца, прилично неортодоксни и полетни тренери кои што милуваат Шекспир да го цитираат пред да излезат кошаркарите на тоа воено поле, кои што си започнуваат пред се една своја династија по која што ќе биде препознаено раководењето со Лейкерс во овие години. Правата за книгата ги има откупено со безалкохолно вино, чоколадо и домат, со оглед на тоа што Вил Шворц не се надевал дека во рок од една година некој ќе загризе за потребите за да биде адаптирана пред се оваа книга, меѓутоа налетал на Адам Мекки, кој оживува книгата на екран и го снима пилотот на серијата, буквално по издавањето на Don't Look Up, неколку месеци по емитувањето на филмот, му се погоди Адам Мекки да има два успеси еден по друг. Пилотот на HBO го нарача април 2019, а серијата требаше да се вика според книгата Showtime. Меѓутоа, со оглед тоа што тоа е пред се името на конкурентна кабелска телевизија, треба да се емитува на HBO, би било збунувачки за гледачите, иако тоа е легитимен термин со кој што се означува доминација на Лейкерс, односно нивната ера во кошаркарската историја. Па во декември 2021 е преименувана серијата во Winning Times. Майкл Шенон требало да глуми Джери, раководител на клубот, но не му се допаѓало тоа кршење на четвртиот зид, тоа што ја краси пред се серијата и бил заменет од Џон Си Рајли. Иако Вил Фарел сакал да го глуми и без разлика на тоа што му е пријател режисерот Меки, не го најмил тој за таа намена на која што Фарел до ден денес му е лут, скаран му е и не му прави муавет. Почна со снимање на 12 април 2021 година и снима до Хелоуин во Лос Анџелес минатата година. Се разбира дека големо негодување на серијата имаат и Magic Джонсон и Карим Абдул-Џабар, а посебно и Джери Вест, кој што е подготвен дури да ја тужи компанијата, односно продукцијата, за тоа што го прикажале во погрешно светло, не во тоа што тој смета дека бил, а останатите исто така се незадоволни на начинот на кој што се прикажани, сметаат дека невистините се настаните кои што се опишани на тој начин, на што HBO на прилично културен начин им го наметна мнението дека тие стојат зад креативната интерпретација на лековите, истражено е
и се базира на податоците на адаптираната книга. А згора на тоа, ова не е всушност документарна серија, туку играна, така што ќе си ги тужи Джери Вест до врховен, ама баш поради овие причини не се молат кошаркарите на одобрување, затоа што тие сакаат да биде занемарен делот од нивното минато, кај што нема да ги прикаже како безгрешни битија, какви што нели никогаш не ни биле, посебно не Меджик Џонсон, па затоа се противат и негодуваат на постојањето на оваа серија и начинот на кој што се прикажани, меѓутоа тоа дава од друга страна па и еден вид на поглед и пристап до една друга верзија на вистината која што можеби некому не му одговара да биде изговорена. The Swan, Is That All There Is, The Best Is Yet To Come, Who the Fuck Is Jack McKinney, Pieces of a Man, Memento Mori, Invisible Man, California Dreaming и Acceptable Loss и Promised Land се насловите на епизодите, кои што имаат прилика започнувајќи од 250.000 до 500.000 гледачи додека се емитувани премиерите на овие епизоди, значи има една растечка гледаност од епизода по епизода до финалето, што е многу здраво за една серија. Ова се прелиминарни цифри со оглед на тоа што на стриминг каналите не се брои гледаноста. На 7 април ја обнови HBO за втора сезона, така што тоа е најдобар показател дека се задоволни од начинот на кој што е восприемена серијата, без разлика на негодувањата од личностите кои што се портретирани од ликовите во неа. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, ги слушаме продолжение Plane Strider, односно станува збор за една моќна постава, односно бенд кој што ни доаѓа од Рочестер, од Њујорк, односно соло артист, кој што е од Рочестер, кој што стори за ова име, кое е една препознатлива нишка, има на гранч од 90-тите, тоа е алтернативен рок-н-рол призвук, од друга страна има стонер и психоделичен вајб на начинот на кој што се контекстуализирани во денешен приказ, така што ќе слушнеме композиции кои што се наоѓаат на албумот A Light Through the Dim, односно во овој сегмент ги слушнаме Peregrine и The Road и потоа се враќам во да ви говорам за актерите и актерките на ТВ серијата Winning Time. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 80-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на Winning Time, односно за подемот на династијата на Лос Анџелес Лейкерс, а во овој сегмент само сакам да ги напоменам ликовите, односно улогите кои што ги имаат актерите и актерките кои ја предводат оваа серија, односно незиниот родоначалник е Џон Си Рајли на империјата, односно тој глуми Джери Бас, новиот собственик на Лейкерс, кој што милува да окрши четвртиот зид и на гледачот да му се обрати на тој начин со кој што ќе му потенцира зошто го купува пред се клубот и неговата визија која ја има за достигнување на гламурот кој што го нуди Лейкерс, односно го препознаа потенцијалот кој што има нивниот стадион и начинот на кој што тој сака да ја го имплементира пред се тој шоутајм аспектот, односно забавниот манир кој недостасува и е изоставен од начинот на кој што се презентираат пред се Лос Анџелес Лейкерс, од тоа што би ги примамил посетителите да доаѓаат на настапите на кошаркарите во позачестен број, што се докажува на самото дело дека Джери, неговата визија која што има, ја потврдува со функционирањето, благодарение и на неговата ќерка, помошничка и мајка и едноставно жените кои што го водат во неговиот живот и се тука да му е дава потребната поддршка и знаење и познавање за да го имплементираат на дело сето тоа што го има зацртано во главата, иако тој има поригитен став во контекст на тоа каде треба да биде местото на жената во 80-тите во Лос Анџелес, каде што нели мажите ги составуваат договорите, тие се последните кои што се ракуваат и тоа негово токсично гледиште кое што го имало поглед на како функционира пред се индустријата во која што сака да биде составен дел, постепено во текот на серијата забележува дека и тоа како не би бил никој ништо да не е всушност неговата ќерка и неговата помошничка која што најдолго останала со Лейкерс и го има доведено клубот до тој стадиум на слава која што денес е препознаен, така што Джери не би бил тоа што е да не се девојките и жените околу него кои што го носат тимот на нивниот грб.
Меджик Джонсон, односно го глуми во серијата Quincy Isaiah. Тој е подновениот играч на гардата која што го ја брани Лос Анџелес Лейкерс, односно тоа е Новајлијата, рукито кој што е избран на драфтувањето од училиштата, така што тој е првиот пик за кој што Лос Анџелес го добиваат во тимот и тој станува звездата која што ќе се бори против Лери Бърд и Бостон Селтикс за добивање на титулата и одземање на титулата. Тој е младото момче кое што доаѓа од малото градче во големиот град, опиен е од славата и гламурот на Лос Анџелес на 80-тите, така што иако поригидно приоѓа на самиот град, едноставно го восприема звездата која што ја носи во себе и ја еманира неговата светлина со која што тој станува составен дел од сјајот на гламурот на градот, со кој што секс, дрога и рок-н-рол си носат своите последици, овој пат надвор од самиот терен, за кој што предпоставам дека сте запознаени во историјата што ќе му се случи на Меджик Джонсон до ден денес. Меѓутоа, Квинси на убедлив начин го доловува овој секогаш насмеан кошаркар кој има решение за секој проблем и е буквално чиракот кој што доаѓа под закрила на Карим Абдул-Џабар и влегува во тимот да биде подкрепа на секоја можна позиција која што знае Меджик Джонсон да ја одигра. Ако треба ќе биде бек, ако треба да ќе биде крило, а и да ако треба да е центар во таа игра на 80-тите каде што високите центри доминира под кошевите на кошаркарските екипи од НБА, знаеше Меджик Джонсон да стартира петерка и како центар без разлика на тоа што го нема познавањето или висината, едноставно е борач кој што секоја поле на теренот го доминира. Джейсон Кларк го глуми Джери Вест, тој е тренерот на Лейкерс кому не му се пензионира, едноставно е добар познавач на NBA и на самата екипа, меѓутоа има пристари методи со кои што не баш секогаш се функционални за тимот, меѓутоа ако мора Джери Бас да се подпрема на него, тој е еден од луѓето кои што функционирале и го држале тимот во тек, меѓутоа доаѓа нов начин на игра кој што си бара и нови тренери, од кој што е Нифе Пет Райли, кој го глуми Едриан Броди, новиот помошник на тренерот на Лейкерс, кој што се откажува водителската улога на надпреварите само за да ја оствари неговата желба да биде тренерот на Лейкерс, човекот кој што ќе ја започне империјата по која што се препознаени Лейкерс во крајот на 80-тите и 90-тите, меѓутоа за оваа ера има неортодоксни пристапи за начинот на кој што тој ги распоредува играчите, им ги задава функциите кои што ги имаат. Десна рака на Джери, девојката која што е напоменав, Клер Ротман, ја глуми Геби Хофман, која што знае како работи Лейкерс, која има ефективни идеи како дополнително да ги популаризира и да им го даде приматот кој што го заслужуваат. Тоа подразбира и вклучувањето на фамозните Лейкер Гърлс, меѓутоа и домаќинското работење пред се на бизнис план за реализирање на зацртаните гламурозни цели кои што ги има Джери. Уште еден тренер ветеран кој што влегува во збрката за борбата за тренерската позиција е Джек Мекини. Треси Лец го глуми овој лик, тоа е звездата кој не е способен да ги тренира Лейкерс со оглед на тоа што ќе настане на физичка повреда која ќе ги лимитира неговите ментални способности за раководење на оваа позиција, со тоа што единствено нешто што може да им сугерира на неговите заменици, конкретно Пет Райли и неговиот помошник, односно Пол Уестед, за раководењето на тимот. Негова сопруга, односно Крени Мекини, ја глуми Џулијан Николсон, а Пол Вестхед е помошникот, односно соработникот на Пет Райли, значи Пол и Пет се луѓето кои што го заменуваат Джек Мекини, него глуми препознатливиот Джейсон Сигел, кој е поетот на клупата, тој го цитира Шекспир пред секое влегување во војна, така што е прилично харизматичен и уникатен лик, нешто што не би го очекувале некој тренер да го прави на Лейкерс, меѓутоа, тој е еден од предводникот на новата генерација на тренери кои што се замената на Джек Мекини и пред се Джери Вест.
Да не ја забораваме тука и Джени Баст, ја глуми Хедли Робинсон, ќерката на собственикот на клубот Джери, која не е сватена од страна на таткото на почетокот на серијата сериозно, иако му ја го изучува начинот како да се води фирмата и е подкрепата која што му е потребна во животот од како ќе го напушти неговата мајка. Меѓутоа Джени е таа која што е чиракот и благодарение на тоа што го има направено Клер Ротман, односно десната рака на Джери, знае како да се постави и како да ја заземе функцијата на жената во бизнис светот, така што без разлика на тоа што синовите тој сака да ја наследат фирмата, поради тоа негово застарено гледиште синови кои што не ни стапнале во фирмата, не знаат да ги напишат Лейкерс на хартија, а Джени буквално се вкупниот механизам за раководењето со клубот го познава, така што таа е совршениот избор за функцијата на раководител на клубот. Секако да не го забораваме и Норм Никсон, тој е кошаркарот на Лейкерс, го глуми Девон Никсон, и Карим Абдул-Джабар, односно центарот, ветеранот на Лейкерс, кој што не си ја дава својата позиција толку лесно додека не се повреди. Соломон Хјус наликува на Карим Абдул и тој е човекот кој што ќе мора кормилото да го предаде на новиот раководник, односно на тимот Меджик Џонсон. Ардлеа Куки Кели е девојката на Меджик, која што глуми Тамера Томакили. Таа е девојката која што е во и во врска со Меджик Џонсон, која што ден денес му е сопруга. Секако советодавач на Джери е бил Шарман, односно кој глуми Бред Кулен, и да не го заборавиме Леди Бърд, глумено од Шон Патрик Смол. Тоа е опонентот на Меджик Џонсон, рукито кој што прво го растура во школската лига Меджик Џонсон, меѓутоа тука настанува замената во реалноста, каде што се дограбуваат Лейкерс за првата титула и му ја одземаат од рацете на Лери Бърд, односно ривалитетот од школските години се рефлектира и во НБА, кои двајцата ќе стапнат во лигата. Тука ќе направиме уште една кратка музичка пауза, продолжение повторно слушаме две композиции од албумот A Light Through the Dim, кој што е на Plain Strider, односно ова моќно стонерско и гранџерско дело. И слушаме In the Black of Night, прекрасната тивка и спора композиција, и ако имаме време ќе слушаме Гон. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата TV103 со своето 80-то издание, посветено на династијата на Лос Анджелес Лейкерс, преточена во екранизацијата во ТВ серијата Winning Times. А во самиот епилог на емисијата сакам да ви продискутирам за одредени спецификации кои што и поседува оваа серија врз основа на критериумите кои што јас ги поставувам, односно има одлична најава со колажи од една страна и на приказот на Лос Анджелес во 80-тите, меѓутоа од друга страна и на кошаркарските херои кои што седнуваат на тронот со кој доминираат на светската сцена, а режисерите кои што ја реализираат серијата, односно пилотот го снима самиот Адам Меки, а втората епизода му припадна на Джона Хил, потоа Демиан Марсано, Тања Хамилтон, Пеймен Бенс, Сери Ричардсон, Уайтфилд го снима финалето за самата серија, а музиката е работа од одличниот Николас Прител и Роберт Гласпер, кои што може да ги забележиме како ја подгреваат атмосферата на исчекување која се има од секој напредар и си поигруваат на шарматен начин, како што тоа го прават и во што се одвестува со самата монтажа, која што е доста елиптична и си поигрува со начинот на кој што се прераскажува овој дел на вистината од одвивањето на кошаркарските надпревари, а снимена е во канцеларии, во домови, во хотели и на кошаркарскиот терен. Луѓето кои што ја кадрираат серијата се од Бен Хазел, односно тој го има кадрирано, односно е снимателот на Strange Ones хорор филмот и пред се е камарман, а Михај Маламер помладиот е снимателот на Джоджо Ребит и The Master на Пол Томас Андерсон, кој што ја работи односно ја работи фотографијата на оваа серија, каде што снима на 16 мм, на 35 мм, на Супер 8, дури и снимки на Betacam SP има инкорпорирано за потребите на серијата, и сето тоа мора да
биде сосредоточено со помош на лудата монтажа за сите овие формати да создадат некакво си јадро кое што ќе биде разбирливо за гледачот, односно всушност монтажата и хиперстилизираниот пристап е најсилниот адут кој што го поседува оваа серија, со оглед на тоа што овие елиптични скокови во време и во простор овозможуваат и конкретно кршењето на четвртиот зид, обраќањето кон гледачот, го држат будно неговото око и не само драматичноста која што се одвива на кошаркарскиот терен, туку и зад кулисите создаваат еден вид на специфична текстура на фотографијата која што е примамлива за гледање заради тоа што е крајно невообичаена, атипична е за денешниот гледач, заради тоа што од една страна има дистинкцијата со временскиот јас, од друга страна е автентична на времето во кое што се постигнува и тај поигрување со сите разнолики формати во кои што е сосредоточена оваа серија. Со оглед на тоа што е периодична, костимографијата и шминката треба да се одвестува на 80-тите, надприродни елементи се разбира дека нема, има хумор во секвенциите кога, например, имаме еден смешкат во појавувањето на Коби Брајант, меѓутоа во функција на расплакано бебе на кошаркарскиот надпревар, во мигот кога се бара играч плюс за да влезе од клупата и има една монтажна секвенца каде што се поигрува во облачо, каде што се потенцира дека Коби вика стави мене за да играм, така за да го реши надпреварот, така што уште од додека не може да зборува, бил подготвен за да игра на кошаркарските терени, една прекрасна игра, на хумористичен начин се инволвира и тој во овој филм и секако дека е рефериран и Джек Николсон кој е тука на секој надпревар присутен со да ги бодри неговите миленици пред се. Во контекст на употреба на визуелни ефекти нема до тој степен да се нужни за да се пролонгира начинот на кој што се прикажува филмската игра, едноставно поигрувањето е во монтажата, сведено постпродукција и калибрирањето на боите кои што се сакани да се долови тој винтидж ефект, прикажани се како мали, има употреба нели на најразлични постмодерни потфати за прикажување пред се на судирот кој што го имаат помеѓу себе ликовите на спортските терени и секако ова е жанровски спортска драма која што е на која што се говори на англиски јазик, а во контекст на недостатоците би сакал да гледам што е можно повеќе кошарка во првата половина на серијата, крајот се разбира дека е побогат, меѓутоа натежнува тој повеќе за разлика од почетоците каде што можеше да се екстензивира пред се вежбањето и играњето во студентските, односно во училишните клуби и желбата пред се за надпреварите, меѓутоа на почеток кога ги има малку подоцна се повеќе и повеќе инволвирани во серијата и секако континуитетот на епизодите има празен од предолги се епизодите, меѓутоа мора да натежне на една страна дали мелодрама или спортските елементи. Фокусот е ставен пред се на Меджик Џонсон и на Джери Бос, меѓутоа наспроти нели тренерите кои што си имаат своја драма која што се одвива помеѓу нив, меѓутоа акцентот е ставен на нив. Периферни се дури играчите на Лейкерс со поглед на интертекстуалноста ви потенцирав дека станува збор за адаптација на книгата која што е посветена за Showtime, односно ова ера на доминација на кошаркарите под теренот. Како аналогија морам да ја напоменам They Call Me Magic, документарната ТВ серија која што се изгледав за да ја комплементирам верзијата, нели со оглед на тоа што кошаркарите се побунија на начинот на кој што се прикажани. Таа е создадена за Инает, издадена на Apple Plus, кај што ќе си кажат самите Magic и Карим што се случувало. Всушност, посебно кога е сида во прашање оргиите со 6 женски истовремено кои што Magic си ги правел на забавите, за кои што се уште не сме дојдени во оваа серија, меѓутоа се надам дека и тој дел од неговата кариера ќе го има, меѓутоа е прикажан како успешен бизнисмен денес и светлото паѓа на многу перфиден начин заради тоа што тој ги има одобрено сите сцени кои што треба да бидат во документарната серија и тоа е, уште еднаш потенцирам,
еден дел на вистината, без разлика на тоа колку да не му се допаѓа. Слични серии морам да ја фаворизирам Swagger, една прекрасна серија која што за жал немав можност до сега да ви говорам за неа, барем во овој контекст е можеби најдобрата кошаркарска серија која во играна форма ги доловува овие аспекти и проблематики на регрутирањето во НБА. Од друга страна имаме The Last Dance, најдобрата документарна серија за Майкл Джордан и Чикаго Булс, односно новата генерација на кошаркари што играат нов подинамичен пристап на кошаркарската игра. Потоа имаме Last Chance U, баскетбол, потоа Бетспорт, 30 for 30, Basketball or Nothing, потоа другите спортски серии како Ted Lasso, Red Oak, Sports Night, Friday Night Lights, All or Nothing и ајде и Glow, да ја напоменеме прекрасната ТВ серија за фамозните кечерки. Игрива е атмосферата, за гарантирана е гледливост и постигната е убедливоста на серијата. Историографски доаѓаме до првата титула на Magic во епилогот, кај што Карим се повредува, а наместен е Magic да биде MVP на сезоната, иако тоа не го заслужува евалуацијата од мене. 9 од 10 заради тоа што на одличен начин ги доловува и ликовите на Magic и Карим и доловува дел од лудилото кое што е зачетокот пред се на сето тоа што го знаеме како династијата на Лос Анџелес Лейкерс. Се надам дека наредната сезона ќе има повеќе кошарка и повеќе спреги со оглед на тоа што одобрено е продолжението и следува период кога тренерот комплетно ја менува играта на Лейкерс, па ќе реагира Magic и ќе го избрка тренерот, ама Пет Рајли ќе верува во него и ќе му го даде саканото место, потоа ќе се вратат во тек и ќе му треба на херојот време да го надживее свиркањето и негодувањето пред се од публиката која што ќе го добие заради неговиот тужибаба потек кој што го има направено за бркање на тренерот и да почне да збира шампионски прстени на раката пред да се појави момчето Майкл Джордан и да биде закана за сите негови титули, да потенцира дека ќе се игра нова кошарка на терените во НБА. Тука може да го назначиме крајот на говорниот дел на емисијата, а ќе преостана за преслушување With Evil, односно станува збор за еден прекрасен моќен бенд кој што го издаде нивниот нов студиски албум The Return. Тие ни доаѓаат од Сао Пауло, од Бразил, предводени од еден моќен вокал. Од нив ќе имаме можност за продолжение, слушнеме композицијата Underwater и The Void, потоа следува една кратка најава, еден извадок од самата серија и ќе завршиме со Уфомамут, односно моќниот стонер и дум бенд кој што ни доаѓа од Тортона, односно се извинувам, од Италија. Ова моќно трио го издаде нивното ново студиско издание Фенис, од кој што ќе слушнеме Психостазија и Пирамид, две прекрасни инструментално водени композиции со моќните вокали кои што се препознатливи за Уфомамут, така што With Evil и Уфомамут се за крајот на емисијата, вие го слушавте 80-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализира квалитетите и неостатоците на Winning Time. TV103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.